Почитувани граѓани, почитувани медиуми, министерот Тошковски го премолче последниот скандал во Министерството за внатрешни работи и неговата одлука да го ослободи телохранителот на Мицкоски, кој тепаше полицаец. Срамна е вчерашната реакција на Министерството за внатрешни работи, во која се вели дека Бисовски бил ослободен заради тоа што тепаниот полицаец не сакал да туши. Ова денес ќе го демантираме со нови информации за тоа која е вистинската причина за ослободувањето на Бисовски. Бидејќи Тошковски не сакаше да каже, СДСМ ќе ги објави информациите кои се доставени до нас од свиркачи. Според овие информации, целата операција е политички водена од врвот на Министерството за внатрешни работи и Мицкоски, а крајната цел е телохранителот на Мицкоски да биде унапреден во командир на специјалната единица Тигар. Доколку останела дисциплинската постапка против Бисовски и Бисовски бил казнет, тоа немало да биде возможно. Целиот план е ова да се случи во 3 фази. Првата е ослободување на Бисовски од одговорност, која веќе е завршена. Втората фаза е неговото поставување на позиција самостоен инспектор, која што е во тек. Денес го прашуваме Тошковски, дали пред неколку дена е распишан оглас за самостоен инспектор токму за Бисовски. Доколку Бисовски биде избран на овој оглас, ќе се потврди целата шема која е договорена и се реализира. Следната и последна фаза, почитувани, требало да биде негов избор за командир на специјалната единица Тигар. Ова е класичен случај како се ослободува од вина, се заташкува случај за некој да се унапреди по партиска линија. Наместо професионализација, во МВР се случува партизација од најдолен вид. Апелираме дека партизација на овој начин со лице кое е виновно за напад на полицаец, кој е телохранител на Мицкоски, под чиј диктат се прави целата операција, е најбрутална партизација на клучните безбедносни единици во државата. Им порачуваме на Тошковски и Мицкоски итно да се повлечат од оваа идеја и во професионална постапка да изберат професионални и честни кадри на раководни позиции во Министерството за внатрешни работи. Ова брутална партизација со тепачи и телохранители е доказ дека ВМРО е единствената цел на Мицкоски. Со Тошковски и ДПМН почитувани нема правда, нема ниту одговорност, а полицијата е сведена на инструмент за политички цели, а не во служба на граѓаните. Ви благодарам.